Премиерот Никола Груевски, која предводи владината делегација во Индија, денеска на бизнис форумот во Ченај ќе ги представи можностите за инвестирање во Македонија. Груевски вчера се обрати на отварањето на глобалниот престижен самит Вибрант Гуџарат. При тоа Груевски се сретна со неговиот индиски колега Нарендра Моди, со државниот секретар на САД Џон Кери, генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки Мун, како и со повеќе други премиери, министри и извршни директори на компании присутни на самитот. Македонската владина делегација за време на престојот во Индија ќе ги посети и градовите Калкута и Џајпур. Од ноќеска на полнок горивата повторно поевтинуваат, овој пат за денар до денар и половина. Малопродажната цена на Евро Супер 98 се намалува за 1 денар и ќе изнесува 62,5 денари, додека Евро Супер 95 се намалува за 1,5 денари и ќе се продава по 60,5 денари за литар. Дизелот поевтинува за денар и половина, односно неговата цена ќе изнесува 51 денар за литар. Полицијата, УЈП и Државниот пазарен инспекторат вчера спроведоа контрола во 15 угостителски објекти, 9 во Тетово и 6 во Гостивар. Констатирани се нерегуларности и изречени се казнени мерки на 10 угостителски објекти. Во изминативе 3 дена на подрачјето на Тетово и Гостивар беа контролирани вкупно 43 угостителски објекти, од кои се изречени санкции во висина од над 50.000 евра. Председателот Ѓорги Иванов денеска ќе ги прими представниците на професорскиот и на студентскиот пленум, информира неговиот кабинет. Иванов одговорил позитивно на нивното барање за средба на која тие ќе му ги изнесат своите ставови за предложените реформи во високото образование. Сите магистрални и регионални патишта во Македонија се проодни и нема застој во сообраќајот, информираше министерот за транспорт и врски Милејана Киевски по состанокот на координативното тело. Синоќа по снежните врнежи екипите на Македонија пат навремено реагирале. Од УХМР информираат дека во наредните 5 дена нема да има снежни врнежи. Колинда Грабар-Китановиќ е новиот председател на Хрватска. Таа доаѓа на местото на актуелниот председател Иво Јосиповиќ, кој е првиот председател на државата што не успеа да освои втор мандат. Со победата на својата кандидатка, партијата ХДЗ за прв пат по 15 години дава председател од своите редови, со разлика помало од 19.000 гласови. Грчкиот премиер Андонис Самарас и неговата нова демократија на 2 недели пред изборите не успеа да ја намали предноста на неговиот противник Алексис Ципрас и Сириза, покажуваат анкетите во Грција. Двете последни анкети покажуваат дека Сириза води пред нова демократија со 2,6 и 3,2%.